На километри далеко од населените места, вгнезден во пазувите на Осоговските планини, во девината на атарот на селото Пресека, обстојува и се развива манастирот Свети Харалампие. Патот до него нема асфалт и ни малку не е лесен за луксузните моторни возила, но за теренците представува своевидно уживање. Ако некој намерник додека патува за момент помислува дека сгрешил што тргнал на овој неремен планински пат, кога ќе стигне кај манастирот, заборава на таквите помисли. Овде природата му го дала тоа што најмногу му е потребно на човекот, безпрекорното спокојство и чудесната убавина. Манастирот од година во година добива нови содржини кои им се неопходни на верниците, благодарение пред се на несебичноста на донаторите и на упорноста на Чичко Боро, кој е иницијатор на сите активности. Па секоја недела, веќе 50 години. Што е привлекло? Верата. Тука добиме здравје, имаме го. Убавините, природата е многу јака. 950 метра надморска висина е. Ваздухот е одличен, вода има и што е свето место. Секогаш има луѓе кои сакаат да помогнат и тоа на луѓето околу манастирот им дава волја и сила да продолжат со активностите. Доаѓаат на Свети Харалампие 22 февруари и 6 октомври. 22 февруари е славата на Свети Харалампие, а на 6 е осветуван манастирот. Порано имаше на 200-300 метра 3 куќи, меѓутоа пред 10 години се иселија, а сега најблиското е на 2 километра од овде. И има само една куќа со тројца и една куќа еден човек само. Четворица има у близината. Секој ден, секој недела се доградува. Сега уредуваме двориштето, сееме дрвца, така може да се виделе, реновираме конако, настрешници, магазинчиња и секој ден по нешто измислуваме. За да се стигне до манастирот Свети Харалампие, качувањето по редовите треба да го започнете од населбата Оризари или пак од кај Превалец, во правец на Пресека. Кај Русев гроб свртувате лево и патувате се до Јовевска мала. Тука свртувате десно и патот непогрешливо ве води до манастирот. А тука недопрена природа, бистра и студена планинска вода каква нема на друго место и непрегледна панорама кон далечините. Вистински рај и за душата и за телото.